И точно време е после вестите во 8 часот и 30 и некоја минута да ја поздравиме нашата драга Ирена Спировска, која што има многу интересна содржина поврзана со саемот за храна и една интересна манифестација. Наша традиција, наша иднина. Добро утро, Иренче, и среќен ден. Добро утро, Сузе, среќен ден на тебе, на сите гледачи на телевизија Алфа. Утринава се јавувам во живо од градскиот парк во Скопје, за да го најавиме саемот на храна кој што ќе се одржува токму тука на просторот позади нас в сабота 8 ноември со почеток од 11 часот. Се работи за интересен гастрономски настан на кој што ќе бидат презентирана домашна храна и производи од сите региони на Македонија. Па многобројните посетители ќе може да уживаат во вкусниот мед, сирење, пецива, вино, ракија, сето она што е препознатливо за нашево поднебје. Вкусија традицијата преку домашна здрава храна, слоганот на саемот за кој што во продолжение повеќе детали дознаваме низ разговорот со господинот Јордан Настев, председател на Сдруженијето Наша традиција, наша иднина од Кавадарци. Добро утро и ви благодарам што сте заедно со нас утринава за да ги поканиме сите да дојдат в сабота на саемот. Добро утро, поздрав до гледачите на утринската програма на телевизија Алфа. Благодарам на можноста која што ни пруживте да ја кажеме и го најавиме настанот. Храната секогаш ги спојувала луѓето, а нашево поднебје е препознатлива по домашна, здрава и вкусна храна и токму истата ќе биде причина во сабота тука на ова место да се соберат сите оние кои што сакаат да уживаат во вкусните македонски производи. Да, токму тоа и целата на нашето дружение, наша традиција, наша иднина е токму тоа да ја презентира, да ја промовира, да ја она вековна македонска традиција во производство на здрава македонска храна, македонски традиционални производи. Така да ова е една прекрасна можност, еве ова година по четврти пат да се организира ова манифестација насловена како национален саем вкусија традицијата преку домашна здрава храна и се она што се македонски традиционални производи од сите региони од нашата Македонија. Колку вкупно учесници ќе има и што се ќе може да видат посетителите на штандовите? Најавени се околу 200 учесници преку струкови организации, издруженија, самостојни индивидуални производители кои што се најавени, кои што очекуваме да присуствуваат и да ја презентираат своја традиционална храна од регионот од кој што доаѓаат. Бидејќи Македонија има богата традиција во тоа и не е ред да речеме сега најавени се че ова година многу чартер летови, многу туристи од цела Европа, ние да им презентираме или да им понудиме, не знам, некоја кинеска, мексиканска или италијанска храна, производи, ние треба да го промовираме, да го чуваме она што е наше традиционално богатство, традиционална храна, производи кои што се од колено на колено се пренесувале, таа традиција се негувала, така да и наша визија и мисија да тоа сето го представиме, да го продолжиме и за следните генерации, а посетителите да имаат можност токму новој ден да ја пробаат, вкусат домашната храна, преработи од храна, че има млечни производи, преработи од месо, сувомесни производи, пекарски производи, на лице место че се направат некои работи, домашно вино, ракија, маџун, се она што е традиционално од нашите региони. Така че биде убава можност да се тоа го вкусат, да го пробаат, да го презентираат нашите производители и да ја продолжат понатаму традицијата. Посетителите што ќе дојдат во сабота на саемот не само што ќе имаат можност да пробаат, да дегустираат од овие вкусни македонски традиционални производи, туку ќе имаат можност од истите да си набават и за во своите домови, а купувајќи од локалните производители всушност и ги поддржуваме истите. Точно. Значи саемот е од таков карактер да може да се дегустира, да се проба, да се ужива во сето тоа, меѓутоа и да се купи некој производ, да се запознаат со производителите, да можат после тоа да си направат линк ако треба да си порачаат и исто да го препорачат на своји пријатели, на своји роднини, гости кога доаѓаат. Една од целите е сега да се тоа влезе и во туристичките мапи, во туристичките рути, така да кога посетителите ќе дојдат, ќе посетат некој регион, да знаат да пробаат берешка, не знам, пита, штипска пасармалија, тиквешко вино, ракија, маџун, беровско сирење, галички кашкавал. Така да тоа е она што не одликува нас и што треба да си го чуваме и да си го негуваме. Додека на штандовите се ужива во вкусната храна и во вкусните пијалоци, во исто време на главната сцена ќе се одвива и културно-забавна програма која што ќе има за цел и да ги расположи посетителите. Точно. Се тоа ќе биде проследено со културно-забавна програма каде што посетителите ќе можат да уживаат во прекрасниот 7/8 такт на прекрасна македонска музика, песна и ора. Така да ќе биде интересно и забавно.
ќе биде денот исполнет. Се надеваме на добри временски прилики да се погодат и да се помине еден прекрасен ден. Сајмот ќе започне во 11 часот во сабота, 8 ноември. До колку часот ќе бидат присутни сите учесници и штандовите, до кога ќе бидат отворени? Да, точно започнува во 11 часот, до касните попладнени часови. Сајмот ќе биде отворен за сите посетители. Ете прилика да ги поканиме сите да дојдат фамилијарно своите деца, внуци, пријатели, другари да го посетат сајмот и да ја пробаат, да дегустираат и да уживаат во македонската традиција, македонската здрава храна и останати производи. Ова е само дел од активностите на Сдруженијето Наша традиција, наша иднина. Какви активности планирате до крајот на годината или веќе полека привршувате со работата и со активностите? Добро, за ова година полека привршуваме, меѓутоа токму нашата цел и визија и мисија е токму негување и продолжување на традиционалните македонски вредности. Така да тоа и во нашата годишна програма преку организирање на овакви настани, каде што на едно место ќе бидат сублимирани сите овие производители од сите краишта, каде се тоа ќе може да се види, да се понуди и да таа традиција се продолжи, бидејќи знаете како велат народ кој што нема своја традиција или не се негува, не се чува традицијата, не може да очекува ни своја иднина. Така токму тоа е целата, да на едно место ги обединиме сите производители на домашни здрава храна, домашни традиционални македонски производи. Се чини дека се повеќе домашните локални производители добиваат на значење и на цена, не само поради квалитетот на производите, туку меѓу другото и поради ваквите сајми, затоа што се извонредна можност да се представат пред купувачите и да дојдат во директен контакт со нив. Токму тоа сега, затоа што можеби некој индивидуален производител на традиционална здрава храна, меѓутоа не знам, од некој регион каде што тешко може некој да го види, а ова е можност токму да биде виден, да направи контакти, да го препозна, да го видат, така да може тоа да го поттикне понатаму и во делот на продажбата, во делот на туристичката понуда. Така да тоа е на прекрасна можност во некој, не знам, рурално место, кој ќе најде, кој ќе види, а овдека е можност каде што голем број на посетители ќе дојдат, да тоа го видат, го вкусат и понатаму го препорачаат и на други. Така, веројатно и токму затоа ваквите сајми се многу атрактивни за самите локални произведувачи, но во исто време се многу привлечни и за посетителите, затоа што е еден убав начин со семејството или со пријателите на отворено да се дружат, да уживаат во убава храна и во убава музика. Да, токму тоа е. Овој простор е прекрасен овдека. Мината година од некои административни причини беше направен сајмот во паркот Авионче во аеродром, меѓутоа тука можностите се поубави, по централно место, отворено место, преку цел ден, така да можат голем број на посетители да дојдат преку целиот ден и да вкусат и да уживаат во македонска традиција. Не само да ги поканиме, туку и да ги охрабриме да дојдат, без разлика дали времето ќе биде облачно или ќе капне некоја капка дожд, во секој случај вреди да се дојде, да се посети, да се види и да се вкуси. Да, ќе бидат овдека поставени голем број на шатори, каде што ќе бидат штандовите на изложувачите, маси, столици за седење, високи барски маси, каде што ќе можат гостите да застанат, да пробаат, да вкусат, да се напијат нешто и така да уживаат во еден прекрасен ден. Јас ви благодарам за информациите кои што ги споделуваме денеска на фреквенцијата на телевизија Алфа. Секако ќе ви посакам успешна реализација на овој национален саем за храна и верувам и се надевам дека во сабота тука ќе биде преполно, дека скопјани, но и сите останати што се слободни сакаат да дојдат, нема да ја пропуштат можноста да прошетат, да пробаат и да си купат нешто од македонско традиционално производство. Да, благодарам и на вас и уште еднаш да ги поканиме гледачите да во сабота масовно дојдат, посетат и да уживаат во еден прекрасен ден. Јордан, ви благодарам за разговорот, а уште еднаш ете ве потсетуваме и ве покануваме 8 ноември сабота со почеток во 11 часот во градскиот парк повелете на Националниот саем за храна, вкусија традицијата преку домашна здрава храна. Ке се аде, ке се пие, ке се слуша убава музика, останува само да бидете тука и да уживате во убавата атмосфера на саемот. Ние со овие информации се одјавуваме од терен, но секако продолжуваат содржините на нашата утринска програма Добро утро, секое утро студио. Така е, благодарам Ирина многу за ова убава информација.